По неа судството го нарекува кацарска правда, ги судеше ги мајсторите на криминалот и корупцијата, големите зверки од времето на Никола Груевски. Секоја година се повеќе и повеќе опаѓал рейтингот на судството. Сметам дека исклучива вина треба да се бара кај самите судии. Основно е колку тоа судиите ќе дозволат некој да врши влијание врз нив. Прво телевизиско интервју со претседателката на Уставен суд Добрила Кацарска за Трилинг. Апсолутно ниту еден предмет за Орце Камчев јас не сум водела. Квалификација терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Прашањето ме кои се терористите? Терористичко загрозување, дејствијата се. Монодрама како воскресение на новото драмско време. Интервју со Ѓорги Јолевски, добитник на Гранд При наградата. Оние кои што ја кажуваат вистината, а театар не може да кажува ништо друго освен вистина, не се многу потребни во овој момент, посебно на оние кои што ја водат земјата. Ако имате силен театар во земјата, таа е демократска. Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Трилинг. Дали во Македонија секоја власт има своји подобни суди? Ако за претходната власт, тогашната опозиција го користеше терминот Сваровски, кога ја убедуваше јавноста дека тогашната владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН го има окупирано судството, пошто и се роди псевдонимот за Сваровски судство. Денешната опозиција, ВМРО ДПМН, тврди дека актуелната власт има големо влијание врз македонското правосудство денес. Па денешното македонско правосудство го оквалификува како кацарски судство. Гостин во вечерашното издание е судија од Скопскиот суд. Ги водеше можеби најголемиот дел од тешките и крупни судски процеси. Им судеше на Груевски, Јанакиевски, Поповски. Го водеше еден од најголемите предмети, а тоа е упадот во законодавниот дом. Крвавиот четврток. Добре дојде за Добрила Кацарска, претседател на Уставниот суд. Добро вечер. Господја Кацарска, се чувствувате навредени кога се почесто ќе слушнете Кацарска судството го зароби македонскиот правосуден систем? Оваа квалификација се почесто ја користи опозицијата, а претходно говоревме за така наречено Сваровски судство. Воопшто не се чувствувам навредена, затоа што зад мене стојат 34 години судиски стаж, без никаква дамка, ниту во кариерата, ниту во приватниот живот. Како што рековте, судев многу тешки, актуелни предмети. Сите тие предмети беа судени исклучиво согласно закон. Да, постои разлика помеѓу синонимот Кацарска судство и Сваровски судство. Јас не произлегувам од ниедно тефтерче, а доказ за тоа е што не успеав во кариерата, иако секогаш бев оценета со највисока оценка од судскиот совет, да стигнам барем до апелациониот суд Скопје. Немам никакви роднински или пријателски врски со ниту еден политичар од нашата република. Господја Кацарска, има серија на истражувања кои покажуваат дека перманентно македонското судство, односно граѓаните на Македонија, немаат доверба во македонското судство. Едно од последните истражувања покажува дека само 12% од граѓаните веруваат во судството, а 13% во обвинителството. Прашањето ми е, кој тоа го зароби македонското судство? Жалам за таквите резултати од анкети. Бев загрижена кога слушнав дека дека 82% од граѓаните не веруваат во судството. Судството не уживало доверба и во изминатите години и можеби секоја година се повеќе и повеќе опаѓал рейтингот на судството. Сметам дека исклучива вина треба да се бара кај самите судии. Има најразлични изјави во смисла дека политичарите го заробиле судството, политиката се смешала врз судството или слично. Меѓутоа,
верувам дека не постои земја во светот каде што политиката не сака да стави рака врз судството. Основно е колку тоа судиите ќе дозволат некој да врши влијание врз нив. Зошто голем дел, да не генерализираме сите, но голем дел од делителите на правдата не можат да излезат од сенката на одредени политички бизнис мокници? Па токму тоа сакав да го кажам, дека виновни за вака слабата доверба се самите судии. Може би вина има дел и кај политиката, од аспект што може би се меша во изборот на судиите, во унапредувањето на судиите и слично. Не така давно ги слушавме оние прислушувани разговори, познати во јавноста како бомби, каде што беше навистина згрозувачки да двајца политичари од кој еден министер зборуваат за судија на кривичниот суд и кога велат наш е, меѓутоа не го бива, некој од комитетите ми го предложи, тој е во моето тефтерче, но и тие ми велат дека не го бива. И на тоа имате смеење. Жално е, ако тој што го предложил тој судија, тој што застанал зад неговиот избор, знаел дека тој судија не го бива. Сметам дека Но и денеска, господја Кацарска, и денеска се уште во јавноста превладува мислењето дека имаме судии на наши и ваши. Да, и денеска тоа превладува. Но, битно е дали на вистина се уште изборот се врши и унапредувањето на судиите се врши на таков начин. Инаку можеме да зборуваме сите ние, но битно е кои факти ги имаме. За она што се случуваше имаме факти. Може би велам. Ке излезат некојаш докази дека и сега може би се бираат на тој начин судии. Тоа не знам. Тврдам дека има одлични судии во Македонија. Навистина одлични. Но според оној избор што сега го врши судскиот совет во повисоките судови, гледам дека навистина има промена. Гледам дека повеќе се оди на квалитетот, а освен тоа се оди и на стажот на судиите. Нешто што претходно беше занемарено. Оној што е еднаш послушник, тој ќе биде доживотно послушник. И уште нешто, ако изберите судија кој што е само послушник, без никакви квалитети, плашејќи се за својата работа и за својата иднина, при првата промена на власта, истите тие повторно ќе се свртат. Значи губат и самите политичари. Господја Кацарска, јавна тајна е дека одредени обвинители, судии имаат релации со дел од влијателни политички и бизнис луѓе. Но прашањето ми е како да се скине таа папучна врска помеѓу судството, политичките и бизнис елити. Многу едноставно. Пак ќе ви речам, секој еден политичар. Вие не чувствувате барем некаква вина за нивото во кое е денес судството? Јас лично, како судија? Да. Јас апсолутно не. Со ништо не сум допринела да биде така слаб рейтингот на судството. Затоа што заради непрофесионално или евентуално корумпирано работење, етикетата се лепи на сите судии и на оние честните и вредните судии. Нашите пријатели од странство, кога гледаат кој е рейтингот на судството, која е довербата кај народот, не е баш пријатно и за нашата држава. Владењето на правото е битно и заради економијата. Започна процесот на прочистување во македонското правосудство. Сметате ли дека овој процес ќе даде резултати или ќе се сведеме на лов на вештерки? Па јас очекувам да има резултати. Искрено се надевам дека многу брзо ќе се видат тие резултати. Знаете, кога почна тоа прочистување, кога почна судскиот совет да си ја работи работата така како што треба да си ја работи, ја мора да признаеме дека почна многу посовесно да работат во овој состав на судскиот совет. Самите судии веќе
не се чувствуваа лагодно. А нема зашто да се плашат честните суди. Но оние, кои што, макар малку нечесно работеле или биле послушници, мислам дека веќе се исплашени и почнуваат да се повлекуваат. И мислам дека секој еден судија сега ќе се запраша дали треба да биде нечив послушник и дали се исплати да бидете нечесен судија. Не се работи тука за материјалното. Се работи за својот углед. Го нарушувате угледот и на своето семејство. Со ниједна пара не можете да го платите, да го надоместите угледот на семејството. Не криете дека сте блиски пријатели со фамилијата Камчеви. Колку изгледа логично да водите постапки за организиран криминал, особено во делот предметите кај што е инволвиран и Камчев? И дали може би на некој начин имате двојни аршини за одредени предмети? Најнапред морам да ве исправам. Добро? Простете, но не е така како што вие зборувате. Добро. Апсолутно, ниту еден предмет за Орце Камчев јас не сум водела. Ниту еден предмет. А ако случајно ми беше доделен предмет јас да работам, ќе побарав веднаш изземање. Во предметот рекет требаше да бидам член на Советот за оценка на обвинителниот акт. Кога со колегите видовме дека Орце е сведок, иако нема пречка, посебно во оценка, посебно за сведок, јас сепак побарав веднаш изземање. Председателот на судот, Иван Джолев, го уважи моето барање за изземање. Кога стигна предметот, таму бев член, се извинувам, само и тоа да појаснам, во тој совет бев член, не бев председател на советот. Кога стигна предметот за меѓународен сојуз, значи продолжението на реке, да кажеме така, предметот за оценка ми беше доделен мене. Кога го проучував предметот, видов дека повторно Орце е сведок и во овој предмет. Побарав изземање повторно, не ми беше удоволено моето барање, односно беше одбиено, и јас како председател на совет одлучував за меѓународен сојуз во постапката за оценка на обвинителниот акт. И беше постапката продолжи затоа што јас ќе нагласам барав изземање, но не бев изземена. Но сепак се работеше за оценка, а не за судење. 188 години затвор, судска пресуда ваша за упадот во 27 април за 16 обвинети. Луѓето од 27 април не се терористи, но имаше терористичко загрозување на уставниот поредок. Оценка на председателот Пендаровски. Има ли простор за сомнеж во правната квалификација на процесот од крвавиот четврток на 27 април? Јас нема да коментирам изјава на председател на држава во никој случај, но како судија кој што бев председател на советот за тој предмет, ќе кажам дека ама апсолутно никаков сомнеж немало во советот, ниту пак треба да има сомнеж кај граѓаните или кај било кого. Дејствијата што се превземени од страна на веќе осудените одговараа на тоа кривично дело. Квалификација терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Прашањето ме кои се терористите? Терористичко загрозување, дејствијата се. Тука се работи за нивните превземени дејствија. Кривично дело тероризам е друго дело во друга глава. Значи да не ги мешаме поимовите. Учесниците во тој настан, осудените, спречија избор на председател на Собранието на Република
Македонија. Од друга страна, сите ние тоа го гледавме. Тој настан го гледавме. Не верувам, поточно убедена сум, дека не постоеше граѓанин на оваа република што не беше исплашен за се она што може да се случи. А можеше многу и повеќе да се случи. И друго нешто. Тоа што сега се појавија протести за тој предмет, зарем не е малку чудно? Предметот го судев, немаше протести. Јавно беше објавена пресудата, немаше протести. Ја изготвував пресудата и беше изготвена во законски рок, немаше протести. Беше и пред апелациониот суд. Казните се намалени за година до 2. Пресудата е потврдена во останатиот дел, немаше протести. Би поставила едно прашање јас сега, зошто токму сега? Зарем тоа не значи дека на овој начин се врши притисок не само врз Врховниот суд, како што некои велат, туку сметам дека се врши притисок на Советот кој што постапува по вториот предмет за 27 април, како што милувате вие новинарите да кажете, за нарачателите. Бидејќи таа постапка е во завршна фаза, се изнесуваат завршните зборови. И сметам дека токму затоа се овие протести, за да се помогне на обвинетите во вториот предмет. Во однос на 27 април, уште едно прашање, и упадот во собранието. Кој стои според вас? Кои се главните инспиратори и организатори за упадот на 27 април? Видете, во вториот предмет што сега е во тек, се изведуваат поприлично докази кои што беа дел и од предметот по кој што јас постапував. И обвинителството и одбраната денове најавија поднесување на нови докази. Можно ли е случајот повторно се врати од почеток? Може и на присоветувањето и гласањето да се преотвори расправата, значи. Додека не се заклучи расправата, може да се отвори повторно. Но да се вратам на претходното прашање. Иако имаше поприлично докази кои што беа и во мојот предмет, а сега се во вториот предмет, јас сепак не сакам да коментирам кои се тие што стојат зад овие настани, затоа што тоа би било несериозно од моја страна како судија, бидејќи судијата и советот кој што работи по вториот предмет ќе кажат при објавата дали постојат лица кои што тоа го организирале, обвинети кои што тоа го организирале, кои се тие или евентуално не постојат. Значи, ќе слушнеме дополнително за тоа кој стои зад овие Господја настани. Кацарска, предметот Тенк го затворивте, во кој обвинети беа Груевски, Јанкуловска, Поповски за набавката на блиндираниот Мерцедес. Каде тука има кривично дело за блиндираниот Мерцедес, кој се уште е во употреба и се користи го користи владата, а се користи за при посета на високи странски државници? Во спроведената јавна набавка, кривичното дело е таму. Фаворизирање на еден економски оператор. Почитувани гледачи, следите интервју со Добрила Кацарска, председател на Уставниот суд. По кратката пауза за реклами продолжуваме со интервјуто со председателката на Уставниот суд. Тврдам дека така било од секогаш и така ќе биде се до завршувањето на мојот мандат во Уставен суд. Се срамите... За мене е навреда да ми се јави мене политичар и да ми каже како да одлучам. Тоа значи дека не ме почитува како личност и не верува во моите квалитети како судија. Затоа што пред мене се доказите, пред мене е предметот, пред мене се странките во судница. Јас сум таа што го знам предметот. И како се несватливо е за мене некој да ми се јави да ми каже да, овој осуди го или не го осудува или толку години казна затвор, дај или не. Господја Кацарска, велите ми и другото дека
нема да дозволите било каков под политички притисок да се носат одлуки, но дојдов пред 1 месец сте избрани за председател на Уставниот суд, најавивте отварање на Уставниот суд кон јавноста, но дали Уставниот суд ќе биде браникот на одбрана на Уставот? Да ја вратиме довербата и на Уставниот суд. Лично за мене можам да тврдам дека повторно и тука нема да дозволам никој да ми каже како јас да работам и во никој случај да ми каже некој како јас да гласам. Верувам во судиите на Уставниот суд, верувам дека и тие нови тројца судии што треба да бидат избрани ќе бидат навистина професионалци, честни судии, судии со интегритет. И ние навистина мора многу совесно да работиме затоа што Уставен суд е тоа. Ако ние одлучуваме за согласност на законите со Уставот, за согласност на другите прописи и колективни договори со Уставот, штитиме човекови права и слободи, одлучуваме дури и за одговорност на председателот на државата. Зарем треба да размислуваме или да дискутираме дали некој политичар ќе ни се јави на нас и ќе ни каже каква одлука да донесеме? Па мислам дека ние, посебно за политичкиот естаблишмент, воопшто не постоиме. Безгласна буква сте? Па не би рекол дека сме безгласна буква, но би рекол дека никој не сака да не чуе. Дека се работи за систем во кој што оние кои што ја кажуваат вистината, а театар не може да кажува ништо друго освен вистина, не се многу потребни во овој момент, посебно на оние кои што ја водат земјата. Колку е пожив театарот, колку е посилен, поактивен, колку повеќе излегува надвор од границите на Македонија, толку е погласен, помоќен, посилен. И колку помалку сме присутни во медиумите, каде што воопшто го нема нашето место, не мислам дека тоа е случајно, колку помалку не има на фестивалите надвор од нашата земја и колку помалку има представи кои што се ангажирани и со силен политички предзнак, толку помалку одговара на политичката номенклатура. Ако имате силен театар во земјата, таа е демократска. Почитувани гледачи, гледате Трилинг, а во ова издание на емисијата еден од моите соговорници е председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска. Господја Кацарска, дали во правосудството, како и во други државни институции, се избираат кадри според клиентелистички и партиски принцип, вклучувајќи и судството? Па не би можела да ви одговорам прецизно на ова прашање, затоа што не сум член на Судскиот совет. Судскиот совет е тој кој што ги бира и унапредува судиите. Може би има, може би нема. Значи, повторно ќе речам, јас сум судија толку години и сакам да зборувам со факти. Такви факти немам. Гледам дека има напредок во работата на судството според мене. Не значи дека сум во право, но според мене гледам дека има некои промени во Судскиот совет и очекувам тоа да се развива се повеќе и повеќе. Очекувам од нив да навистина ги бираат само квалитетните судии. Видите, немам никакви политички притисоци, ниту пак ќе дозволам било кој да ми крене телефон. Политичар. Тврдам дека така било од секогаш и така ќе биде се до завршувањето на мојот мандат во Уставен суд. За мене е навреда да ми се јави мене политичар и да ми каже како да одлучам. Тоа значи дека не ме почитува како личност и не верува во моите квалитети како судија. Затоа што пред мене се доказите, пред мене е предметот, пред мене се странките во судница. Јас сум таа што го знам предметот. И како се несватливо е за мене некој да ми се јави да ми каже да, овој осуди го или не го осудува или толку години казна затвор, дај или не. Господја Кацарска, велите ми и другото дека нема да дозволите било каков под политички притисок да се носат одлуки, но дојдов пред 1 месец сте избрани за председател на Уставниот суд, најавивте отварање на Уставниот суд кон јавноста, но дали Уставниот суд ќе биде браникот на одбрана на
Уставот или натаму зад Уставниот суд ќе виси сомнежот дека се уште се носат одлуки под одредени политички бизнис влијанија? Да ја вратиме довербата и на Уставниот суд. Лично за мене можам да тврдам дека повторно и тука нема да дозволам никој да ми каже како јас да работам и во никој случај да ми каже некој како јас да гласам. Верувам во судиите на Уставниот суд, верувам дека и тие нови тројца судии што треба да бидат избрани ќе бидат навистина професионалци, честни судии, судии со интегритет. И ние навистина мора многу совесно да работиме затоа што Уставен суд е тук тоа. Ако ние одлучуваме за согласност на законите со Уставот, за согласност на другите прописи и колективни договори со Уставот, штитиме човекови права и слободи, одлучуваме дури и за одговорност на председателот на државата. Зарем треба да размислуваме или да дискутираме дали некој политичар ќе ни се јави на нас и ќе ни каже каква одлука да донесеме. Вие велите 9 судии, меѓутоа Македонското собрание доцни со изборот на нови тројца судии кои треба да ги заменат вашите тројца колеги чиј мандат заврши. Велите не е проблем да се носат одлуки во Уставниот суд и со помал број на судии, 5 или во моментот сте 5, но 6 може и да се стави под знак прашање, да се стават под знак прашање одлуките и издржаноста на одлуките во Уставниот суд со ваквиот распоред на сили и со намалениот број на судии во моментот се до изборот на новите тројца. Секоја одлука што ние ќе ја донесеме, ако го добие потребното мнозинство, има легитимитет. Затоа што одлуките можеме со 5 гласа да ги донесеме. И многу често тоа се случува. Да 5 судии гласаме пример за поведување или неповедување. Но што доколку 20 судии дента не дојдат? Не, и да сме присутни 9 судии. Сме биле присутни до 1 јуни. Многу одлуки се донесени со 5 гласови. И толку е потребно за да се донесе одлука. Значи, легитимитет имаат тие одлуки. И никој не може да оспори таква одлука. Меѓутоа, проблемот е за мене во нешто друго. Друго е кога 9 судии дискутираме за еден предмет. Друго е кога 9 судии го искажуваат своето мислење. Има поголема тежина? Има многу поголема тежина. А освен тоа, може токму еден од тие тројца нови судии што ќе дојдат со своето размислување, со своите ставови, со својата дискусија, може би нас останатите судии ќе не убеди дека неговото размислување е подобро од нашето, поисправно. И може би и ние би ја смениле таа одлука. Многу често се случува, се извинувам, не многу често, меѓутоа се случува да судија известител има предлог во рефератот да не се поведе постапка, например. Кога ќе ја слушне дискусијата на останатите судии, самиот судија известител вели да, мојот конечен предлог е сега да се поведи постапка. Значи сме го убедиле ние со нашите ставови дека е поисправна одлуката за која што ние дискутираме. И онака угледот на судството е на најниско ниво. Ова е ваша изјава по одлуката на уставните суди, уште вие пред да станете председател, да ги земат додатоците за плата. Вие велите таа одлука е незаконска. Прашањето ми е ќе ги укинете? Јас не можам да ги укинам. Уставниот суд... Да подсетам, вие се откажавте од додатокот. Уставниот суд е колективно тело и одлуките ги носиме со гласање. Одлуката, деловникот е сменет кога јас се уште не бев судија на Уставен суд. За таквата измена на деловникот слушнав од медиумите. Кога веќе бев избрана за судија во Уставниот суд, требаше да се донеси одлука за исплата на тие додатоци. Јас гласав против. Одлуката беше донесена со 8 гласови за и мојот против. Кога требаше да се спреми платата со тие додатоци, јас напишав изјава која што ја доставив до председателот на судот, господинот Салим Мурати, и до сметководството на судот, и во таа изјава точно имам наведено дека
Не сакам, се откажувам од тие надоместоци, не сакам да ми биде префрлен ниту еден денар од тие надоместоци, затоа што според мене тие се незаконски. Според мене, повторно ќе речам, не може со деловник ние судиите да си доделиме додатоци на плата. Деловникот нема ни една одредба за материјален статус на судиите, за материјалното работење, финансиското работење на судот или нешто слично. Точно е дека некаде 2007-2008 можеби година, кога бев председател на Кривичниот суд, се донесе закон за плати и други надоместоци на судиите. Дополнително се донесе закон за плати и надоместоци на јавните обвинители. Таков закон за уставните судии не е донесен. И тоа е пропуст на државата. Не може државата да се однесува индиферентно спрема Уставниот суд. Не може Уставниот суд да има еднаква или помала плата од Врховниот суд, например. Со тие додатоци на плата Уставниот суд е далеку пониска плата зема од Врховниот суд. А јас лично земам и како председател на судот земам нешто можеби повеќе од 300 евра месечно од останатите судии затоа што не ги земам тие додатоци. И немам намера да ги земам, а не можам јас да ги укинам. Господја Кацарска, на крајот од разговорот, една од вашите првични одлуки во Уставниот суд беше да ја поставите новата табла со новото име Република Северна Македонија. Дел од партиите, после Преспанскиот договор, најавија дека ќе поднесат иницијатива за преиспитување на одлуката, односно уставноста на промената на името. Што вие мислите? Таблите се сменети не само со новото име на нашата татковина, туку се сменети и ради Законот за јазици. Нешто што е наша законска обврска како институција. Значи сега стои новото име на Републиката, стои на албански и на англиски јазик. Точно е дека има иницијатива пред Уставниот суд, оформен е предмет, дури имаше и подготвителна седница и очекувам некаде после одморите да биде донесена и одлука. Доколку одлуката биде поинаква, тие табли повторно ќе се сменат. Значи, закон мора да почитуваме. Уставен суд посебно, да не почитува закон. Дали на нас ни се допаѓа новото име или не? Дали нам ни се допаѓа Законот за јазици или не? Законодавниот дом е исклучително надлежен да ги носи законите, а граѓаните се должни да ги почитуваат законите. Нешто што е впрочем наведено и во Уставот. Институциите исто така мора да ги почитуваат законите во смисла следат и казни. Зарем треба да платам 5000 евра казна јас како одговорно лице затоа што не го спроведувам законот? И тука повторно ќе речам, не се работи само за парите што јас како одговорно лице би ги платила. И Уставниот суд што треба да ги плати парите. Но јас би се чувствувала срамно. Јас не сум казнета ни прекршочно, иако имам возачка дозвола и редовно возам патничко возило од 18 години. Не сум казнета ни прекршочно. А имам информација дека во Уставниот суд е стигната и опомена затоа што не се сменети таблите. Значи, се работи само за почитување на закон. Ке има и нова работа за која што дополнително ќе слушнете, но еве првин кај вас го кажувам, во Уставниот суд нема систем за електронско евидентирање на редовност на вработените, што е исто така наша законска обврска. Така да постапката е во тек за набавка и на тој систем. Се она што е пропуштено да се направи, јас ќе го направам. Без оглед дали граѓаните ќе ме поддржат во тоа или не. Дали мојот рейтинг ќе се зголеми со тоа или ќе се намали. Јас не сум битна. Битно е да го почитувам законот, посебно и како уставен судија, но посебно и како председател
на суд. Во судот немаше никаква реакција од никого за поставување на тие табли, а што е уште побитно, јас не треба да барам согласност од колегите за да ги сменам таблите. Но уште пред да ги сменам таблите, јас ги информирав колегите дека ќе го направам тоа и ги прашав дали сакаат да дискутираат за тоа. Можеби некој не се согласува со таква моја одлука. Значи, нагласувам, иако немам таква обврска, ниеден колега, ниеден судија на Уставниот суд немаше ништо против заменување на таблите. Од септември ќе има и други новини, например, не само јас да ги распоредувам предметите, кој предмет кога сакам да го ставам на седница. Веќе почнавме, сега сме на зачеток, но тоа ќе го развиваме понатаму. Почнавме да се договараме за кои предмети како да бидат насрочени, да бидат ставени на седница, кога да се стават на седница. Значи, ние сме колективно тело, јас сум само прва меѓу еднаквите и имам обврска да ја вршам организациони работи. И сакам да има една пријатна работна атмосфера. Не сакам предмети да се чуваат. За жал, имаше такви предмети со години што не се решава. Дали на некоја политичка елита тоа ќе одговара или не? Дали на некои други личности ќе им одговараат? Ќе им одговара таквиот начин на работа или не? Мене тоа не ме интересира. Во мојот кабинет ниту еден предмет нема да чека некое подобро време за да биде ставен на седница. Одговорноста ќе ја сносиме ние, ги трошиме и ние, како и сите останати парите, на нашите даночни обврзници. И токму затоа треба честно и совесно да си ја вршиме работата. Ветив пред себе, ветив пред колегите, дека ништо и никој не може да ме поколеба за таквиот начин на работа. Отвореност, транспарентност, не само надворешна, туку и внатре во судот. Секоја одлука ќе ја носиме заедно или за секоја одлука ќе ги информирам моите колеги. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Добрила Кацарска, председател на Уставниот суд. По кратката пауза за реклами, мој следен соговорник е актерот Георги Јолевски. Гледате Трилинг, мојот следен соговорник е речиси 3 децени активен на македонската театарска сцена. Има многобројни одиграно представи на она што се велат штиците живот значат. Денево ја доби наградата Гран При на фестивалот во Битола. Добре ден за Георги Јолевски. Добре најдов. На почеток, ако режисерот Георги Јолевски ја режира представата, како го осмислува ликот на Георги Јолевски, на актерот? Знаете што, кога се обидувам да пронедам тема која што е во мојот интерес, тема која што ме запоседнува и тема која што сакам да ја работам, како што беше токму оваа тема, Последната лента на Краб од Семуел Бекет. Јас знаев дека ќе се обидам да ја погледнам темата од различни аспекти. Едниот аспект е продукциски, другиот аспект е како концепт на самата представа и третиот аспект е актерскиот влог или улогата на Краб. Мојата многу голема возбуда всушност е како тие три сегменти да можат да течат непрестано, да можам да се фокусирам и на ликот, и на концептот на представата, но и продукциски таа да биде онака како што треба. Представата е замислена, или ја добив идејата некаде во есента пред пандемијата. Почнав со работа во октомври, за целото тоа меѓувреме, јас бев во големи подготовки за самиот проект, влегов во копродукција со Македонскиот народен театар, мојата матична куќа, и Припетија театар, двете куќи кои што многу помогнаа да се реализира овој проект продукциски. И се разбира, од октомври почнав со реализација на представата. Представата ја работев 3 месеци, што е многу чудно за монодрама, бидејќи се работи за еден актер, а тој е
долг период на работа, со претходна припрема се разбира, но работата врз преводот, кој што го правеше Владимир Јанчевски, мој соработник, веќе на 4 проект што го режирам и продуцирам, беше онлайн или на Zoom, но во исто време имав, како да речам, среќа или несреќа за време на корона, кога ништо не се работеше, јас да имам континуирани проби и проблемот беше тоа што изгубив 1 месец на целата таа програма на редуцирано време кое што може екипата да ја пројде во затворен простор. Господин Јулевски, последната лента на Крап е монодрама за периодот опфатен од по Втората светска војна, за теми кои што и денеска се актуелни, ако може така да се каже. Опфаќата, меѓу другото, докаде може да оди човечката суровост, кој е смислата на животот, вреди ли да се живее во ваков свет? Така е. Бекет живее во, би рекол, клучното време на 20-тиот век, после Втората светска војна, кога човештвото се обидува да го свати контекстот на своето постоење, тој припаѓа на тој бран на автори, како што е ЮНЕСКО или претходникот Жари, автори кои што ги нарекуваат абсурдисти, но во самиот нивни филозофски пристап тие се екзистенцијалисти, заедно со Сартер, и посебно Бекет е автор кој што е доста навидум темен, мрачен, кој што смета дека системот или општеството дава исклучително лош контекст за човековото живење и токму заради таквиот контекст кој што му е наметнат на човекот, тој си ги поставува овие прашања за кои што вие сега зборувате. Дали вреди да се живее, дали постојат услови човекот да биде свој и да има свој собствен пат во овој свет во кој што живееме, дали човекот е зависен од своите постапки или пак општеството го наметнува неговиот животен пат. Станува збор за екзистенцијализмот, говорите за Расколников, за процес на Кавка. Во каков свет ние живееме денес, ако направиме компарација со тоа време? Па очигледно не многу розов. Не мислам дека светот во кој што живееме денес е многу розов или многу подобар отколку во оној период во кој што Бекет го пишува делото. Напротив, дури сметам дека како се развива човештвото, влегуваме во се поголемата замка на заробеност, затвореност, би рекол еден вид на умомелница на човекот кој што не знае кој е вистинскиот правец, кој е вистинското патешествие за неговиот собствен живот. Мислам дека човекот во овој момент е доста разбиен, меѓу другото заради политичките контексти во кои што живееме и во многу тензично и време за живење кое што по моје мислење, а по мислењето на Бекет од средината на 20-тиот век, а моето мислење сега овде, јас кој што си го живеам мојот живот, сметам дека условите се дури и полоши отколку во тоа време. Театарот беше пред сериозни предизвици во изминатиот период, имајќи во предвид дека поминавме сите на некој начин ни со оваа пандемија. Колку првично и вие како актер, но и театарот се прилагоди на новите видови, начини на функционирање? Па, човекот е како камелеон. Се обидува да преживее и се обидува да го најде своето место во светот, таков каков што е. Пред пандемијата во Македонскиот народен театар навистина имаше големи режисери кои што поставеа мега проекти, би рекол спектакли, како што е Јавор Грдев со Бесачи на Мекдона или Пауло Маджели со еден месец на село. Тоа се големи представи кои што за жал за време на пандемијата некако
не се во фокусот и театарот се затвори. Ми се чини како животот да ни беше одземен, бидејќи не можевме да действуваме, не можевме да ја работиме својата работа, а човекот, доколку не ја работи својата работа, е скот сал ништо друго, што би рекол Шекспир. Но морам да признам дека одзивот на публиката, која што од декември па до сега, веќе ја дадов на фестивалот на Монодрама во Битола, тоа беше 9-та изведба, секогаш беше полна сала во рамките на безбедностните мерки во однос на COVID. Што значи публиката е желна, публиката сака да ја собере својата трошка духовност, доаѓајќи во театар и сака да ги сподели своите емоции, размисли, интелектуални размисли и да биде во гледалиштето и со актерот да го сподели своето време. Господин Јулевски, актерството за вас е игра, професија или живот? Па се, но дефинитивно живот. Во овие неколку месеци или една година, но јас бев сепак во работа, дефинитивно сватив дека не само што не можам без мојата работа, јас престанувам да бидам јас. Почнувам да си ги прашувам истите оние прашања кои што си ги поставува Крап во делото што сега го работам и го играм, бивајќи во тишина, а кога човек е во тишина е потполно во својата размисла, влегува во себе и оние дамари што ќе ги најде, човек не знае дали е добро или е лошо. Најважно е да се игра. Театарот е должен да го коментира светот. Се разбира, со оваа представа тоа и го правам, но театарот мора секогаш да биде навистина ангажиран, мора да биде да го има светот, односно општеството во фокусот на своето внимание и својот интерес и се она што театарските работници, драмските писатели, режисерите, актерите и целокупниот уметнички дел од театарот треба многу силно да биде фокусиран на времето во кое што живееме, затоа што тоа минува, се менува и доколку нашиот збор, глас, нашата забелешка и коментар не биде врежано преку театарската уметност, тоа исто како да не сме постоеле или сме го отспале ова време во кое што живееме. Господин Јулевски, колку денес се слуша гласот на актерите, на уметниците генерално во Македонија? Па мислам дека ние, посебно за политичкиот естаблишмент, воопшто не постоиме. Безгласна буква сте? Па не би рекол дека сме безгласна буква, но би рекол дека никој не сака да не чуе. Дека се работи за систем во кој што оние кои што ја кажуваат вистината, а театар не може да кажува ништо друго освен вистина, не се многу потребни во овој момент, посебно на оние кои што ја водат земјата. Колку е пожив театарот, колку е посилен, поактивен, колку повеќе излегува надвор од границите на Македонија, толку е погласен, помоќен, посилен. И колку помалку сме присутни во медиумите, каде што воопшто го нема нашето место, не мислам дека тоа е случајно, колку помалку не има на фестивалите надвор од нашата земја и колку помалку има представи кои што се ангажирани и со силен политички предзнак, толку помалку одговара на политичката номенклатура. Ако имате силен театар во земјата, таа е демократска. После повеќе од 3 децении актерство, што за вас е најголем успех? Па да се движиме. За мене најголем успех е доколку одиме напред, влегуваме во нови предизвици и се уште постоиме, и се уште не има. Мислам дека тоа не е мал успех. Пред да влеземе на овој разговор, видов едно видео на вашиот профил со вашите 3 кучиња.
Како успеавте така да ги издресирате во ист глас? Како хор Да, Ледор и Леда. Леда е мојата љубимица, сибирски хаски, која што е мајка на Ледор, кој што си го задржавме, а Лило, неговата сестричка, ни беше на гости тогаш. Така имам две хаски, тоа се моите другари, пријатели, со нив сум постојано сме и во домот, и на водно, во парк, се дружиме, тие ми се, би рекол, најдобрите другари. И не е лошо да има човек волк за другар, затоа што животните се суштества кои што комуницираат на сосема поинаков начин од луѓето. А многу е важно човек да комуницира на различни начини, во различни контексти и услови. Животните се, или кучињата, се полни со љубов, кај нив нема лага, се е вистина и е чиста емоција. Она што да речеме е многу важно и за мене е некако вид на извор на убавото. Природата, животните, спортот, комуникацијата со убави луѓе, необременети луѓе, со луѓе кои што се загрижени за уметноста и за светот во кој што живеат, вреди да се живее. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше актерот Ѓорги Јолевски, кој деновија доби наградата Гран При за монодрамата Последната лента на Крап. Тука го завршуваме и ова издание на емисијата Трилинг. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, петок, 18 часот и 15 минути. Довидување.